Моментално се наоѓаме во општина Новаци и нашиот денешен гостин е градоначалникот на оваа општина. Со него ќе поразговараме како што најави ти за буџет, овогодишниот буџет кој што е рекорден и изнесува повеќе од 3.700.000 денари. На што ќе бидат насочени овие средства и како ќе се искористат, ќе разговараме точно со градоначалникот Стефче Стевановски. Добро утро, градоначалник. Добро утро. Оваа година располагате со рекорден буџет. На што ќе биде насочен? Па, ова година точно така имаме најголем буџет. Главната причина за тоа што го имаме најголемиот буџет досега на општина Новаци, кој ќе биде приближно околу 4 милиони евра, е тоа што најголем дел од средствата кои што ги добиваме како директен трансфер од владата, се должат на унгарскиот кредит, ќе бидат причина за зголемениот процент на средства кои што ќе влезат во буџетот оваа година. Токму и тие средства ги вложивме и ги вложуваме во развој на новата индустријска зона, која што има силен потенцијал и веќе ги имаме и таму првите инвеститори. Ова година ќе ги удриме темелите на првите фабрики. Се надевам дека до крај на оваа календарска година ќе имаме и нови фабрички комплекси кои што ќе никнат во нашата општина, а кои ќе бидат причина за зголемен економски раст и просперитет на нашата општина и жителите кои што гравитираат во регионот. Најголем дел од тие средства, ќе бидат и планирани се во овој буџет повеќе од 40 милиони денари, средства кои што ќе бидат во развојниот дел од буџетот и ќе се финансираат во период од 3 години. Вложени ќе бидат во развој на инфраструктурата. Впрочем, и во овој момент работиме на изградба на подземната инфраструктура, се градат фекалната, атмосферската канализација, водоводот, електрификацијата, се во напредна фаза на градба, за да во наредниот градежен период, наредната градежна сезона, оваа сегашната, ги добар дел од средствата вложиме во изградба на улиците кои што внатрешно ќе ја поврзат зоната и ќе бидат можност за непречено функционирање на компаниите кои што ќе градат во истата. Голем дел од средствата, исто така најголем дел од буџетските средства ќе вложиме во капитални проекти. Ветеното што ни беше во предизборниот период веќе ќе го реализираме, тоа е изградба на бушотини за развој на земјоделието. Веќе имаме изработена проектна документација за 19 бушотини, обезбедивме средства од овој буџет и оваа година мислам дека ќе ги изградиме тие бушотини, кои што ќе бидат потенцијал за модерно, развиено, конкурентно земјоделско производство. Исто така, околу 10 милиони денари од буџетот имаме предвидено за изградба на прочистителна станица во второто поголемина село Добромири. При крај сме со изградбата на цевководот од фекалната канализација и оваа година Добромири има комплетно нова фекална канализациона мрежа со прочистителна станица. Има и останати други капитални проекти. Кој е оној најголемиот кој што ќе донесе најголем придонес за развој на општината? Па сега, како што споменав, се надеваме дека најголем придонес за развој на општината ќе донесат новите индустријски капацитети кои што ќе никнат во индустријската зона. Секако и ова што го споменав, земјоделието, развојот на земјоделието, имајќи предвид дека најголем дел од нашите жители се занимаваат токму со земјоделско производство, дали на примарен, дали на секундарен начин, меѓутоа една од основните гранки е земјоделството и мислам дека тука ќе вложиме главен импулс. Исто така ќе се градим со средства кои што ги добиваме како грант од Министерството за земјоделие. На 400 хектари ќе никни првиот систем за наводнување во нашата општина, модерен систем, кој што ќе го обезбедиме од хидроакумулацијата на рек Битола во Суводол и исто така и тој ќе биде еден од потенцијалите за развој на економскиот развој на нашата општина. Покрај тоа вложуваме големи напори за да ги задржиме младите луѓе тука. Тоа станува збор, да. Субвенциите се заштитен знак на општина Новаци, можеме да кажеме. И во изминатиот период имавте директна поддршка во најголем дел за најмладите и за првачињата. Од оваа година за прв пат уведувате и субвенции, односно помош за сите ученици во училиштата. За какви други мерки станува збор?
Во овие неколку години од кога имаме управувањето на нашата општина, јас како градоначалник на чело на истата, вложивме голем потенцијал токму во субвенционирањето и мотивирањето на луѓето да живеат, работат и останат тука во нашата општина. И една од мерките или неколку мерки кои што ги направивме беа токму за најмладите или за младите. Обезбедивме оброк за сите ученици во основното образование, значи од 1 до 9 одделение сите ученици добиваат оброк на школо, што сте можеби првата општина во државата. Исто така, од оваа година, како што споменавте, првата мерка која што ќе ја направиме е што на сите основци ќе им со почетокот на учебната година, на 1 септември, ќе обезбедиме по 6.000 денари за да си обезбедат школски прибор за непречено одвивање на наставата и да не им го оптеретат буџетот на своите родители. Пред неколку денови го пуштивме и повикот за пријавување повтор пат за субвенционирање на полагање на возачки испит на млади до 26 години. Тоа го направивме минатата година, го правиме, го повторуваме и ова година. Исто така ќе имаме можеби по трети или четврт пат субвенционирање за набавка на инвертер клима уреди во насока на заштита на животната средина. И така натаму за младите вложуваме исто така и за младите, односно за бруцошите, им обезбедуваме средства за упис во прва година на прв циклус студии во државните универзитети. И ако заборавив нешто, не знам да ме подсети. Таблети да обезбедивме секоја година, веќе по 5 пат обезбедуваме за четврт одделенците, како што ми бара и наставно научниот процес, тоа им го правиме со крајна цел да им обезбедиме непречени услови за функционирање на нашите ученици. Така, што е на што следно ќе почне да се работи? Па на следно ќе почнеме да работиме на многу проекти, дел од нив ги споменав во почетокот од разговорот. Ќе работиме исто така, ќе продолжиме со доизградбата на спортско-рекреативната патека, која што ќе биде едно интересно поврзување на селото на Новаци со манастирот Рождество на Пресвета Богородица. Поголем дел од фазите веќе ги завршивме, меѓутоа имаме добар дел што и оваа година ќе работиме таму и ќе биде интересен комплекс како за нашите жители, така и за жителите кои што живеат во близина на нашата општина. Ќе работиме на изградба на улици, патишта, обнова, реконструкција, како и секоја година, така и оваа година околу 5-6 милиони денари имаме обезбедено за обнова, реконструкција, изградба на локални улици и патишта и таковно се што е неопходно во пресрет на нашите граѓани ќе излегуваме. И на крај сосема накратко се работи на урбанистичкиот план на Новаци. Работиме неколку години веќе интензивно работиме на донесувањето на урбанистичките планови на неколку села. Во завршна фаза е донесувањето на урбанистичкиот план на најголемото, на Новаци, па за неколку дена ќе имаме уште една јавна расправа и мислам дека за брзо ќе го донесеме и тој и уште 5 планови за други населени места. Градоначалник, ви благодарам за вашето одвоено време, во беше интересно да се слушне толку голема поддршка за младите, меѓутоа и капитални инвестиции за сите граѓани, несомнено дека сте едни од ретките општини. Ви благодарам за присуството. Како што можевме да слушнеме, општина Новаци со рекордниот буџет оваа година ќе се посвети на капитални проекти, развој на индустријската зона, наведнувањето во фокус, како што е познато Пелагонија, неголемата житница во Македонија. Наводнувањето е неопходно за развој на земјоделието, меѓутоа и субвенциите за ученици, за оброк, за таблети, како и за полагање на возачки испити и инвертер клими.